Работниците не се материјал за партиски кампањи, предупредуваат од синдикатот порачувајќи им на партиите. Секои избори до сега, секогаш, се и се што им обеќаваат на вработените околу вработување, околу плати, околу стандардот дека ќе се зголеми и ред други работи кои што јас мислам дека работниците не се за манипулирање, бидејќи многу нешто од тоа не се остварија. Ова со други зборови значи подценување на работничката интелигенција. Па мислам дека ја подценуваат, но веќе работниците не се оние кои што веќе можеш да ги подцениш и да ги омаловажиш, туку тие веќе се свесни за сите оние состојби кои што во моментов се во државата. Предизборните ветувања доправа ги кулминираат и тие за аналитичарите се неодменлив дел од кампањата. Ветувањата е главно насочени на сите граѓани. Ние сите сме работници на некој начин. Освен пензионерите се разбира кои што го одработили свој. Но и кон нив и кон сите други има ветувања кои што најчесто се нереални или не ги, можеби се реални, но не ги остваруваат политичките партии или ги остваруваат само под притисок на барањата на оние на кои што им нешто им ветиле. Но колку она што се нуди е реално и колку може да биде контрапродуктивно за партиите? Тоа не е добро во политичката пракса, но се случува со децении. Така што партиите мора да внимаваат што ветуваат, затоа што сето тоа потоа е контрапродуктивно доколку не го остварат. Партиите мора да имаат храброст, да соопштат програма што за нив е реална, за да можат потоа на наредните избори да се повикаат на тоа што го оствариле и го ветиле. Партиско-политичките ветувања, освен реален, често содржат и нереален сегмент, кој некои го нарекуваат и вербален декор. Дали тој декор ќе им донесе или одземе гласови е процена на политичарите, но во секој случај тоа е ризик порано или подоцно. Лагата не се исплаќа.